Трговците да не ја користат моменталната состојба со цената на горивото и веднаш да посегнат по зголемување на цените во маркетите и другите дејности. Во спротивно, владата би можела да тргне во офанзива, порача премиерот Христијан Мицкоски. Сакам и со нив да поразговарам, да не се користи сега овој притисок да веднаш се зголемат цените и притисокот да се префрли врз потрошувачката кошница на граѓаните, за да не мораме ние како влада да преземаме друг тип на, би рекол, офанзивни мерки. Комисијата за заштита на конкуренцијата и Државниот пазарен инспекторат ќе го следат однесувањето на трговците на производи на мало и на големо, и врз основа на нивното однесување така и владата ќе се однесува. Така што очекуваме тие да имаат фер однос кон граѓаните, за да и ние како влада бидеме фер кон нив, односно заеднички во овие моменти да го заштитиме стандардот на граѓаните, бидејќи тоа представува наша цел и приоритет во моментот. Во однос на нафтената криза и дали се размислува за прогласување на кризна состојба, Мицкоски состав? Па во моментот не гледаме потреба од прогласување на кризна состојба, токму поради овие аргументи за кои што веќе зборав. Инаку, и покрај сите турбуленции, премиерот повторно нагласи дека цената на горивата, а особено на нафтата кај нас, е пониска во однос на сите земји од опкружувањето. Во регионот имаме во моментот, како што кажавме, граѓаните во Македонија имаат најниска цена за дизел горивото, а слична е цената и со бензинот 95 октани и 98 октани. Очекуваме притисок и периодов кој што следи, но имаме доволно количини, разговараме со дистрибутерите и со компаниите кои што ги снабдуваат граѓаните и македонската економија со нафта и нафтени деривати. Во моментот нема опасности од било каков недостаток, така што ние како влада продолжуваме да ја следиме состојбата.